Добар ден. Започнуваме со урбаните вести. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски денеска изврши увид во градижните работи на патот од село Кучково до манастирот Свети Ѓоргија, каде се врши целосна реконструкција. Како што информираат од општина Ѓорче Петров, станува збор за реконструкција на пат во должина од 2130 метри и ширина од 3 метри, каде ќе бидат поставени и нови банкини на двете страни од патот. Ова е веста на денот, а во продолжение ќе гледаме денешните наслови. Скопје се зазеленува. Годинава ќе се посадат 8000 висококвалитетни дрвја. Град Скопје од денеска неформалните собирачи на отпад ги вклучува во формалниот систем. Волшебно великденско дрво за децата од дневниот центар Капиштец. Хуманитарни пакети за социјално загрозените семејства од општина Карпош. На 18 локации низ Скопје се одвиваат акции за зазеленување на градот. Годинава ќе бидат засадени 8000 висококвалитетни дрвја, а денеска на булеварот Видоја Смилевски Бато беа засадени 45 дрвја во форма на дрворед и групно садење. Зазеленувањето на градот останува на врвот на листата приоритети на град Скопје. Акцијата која започна градот денеска продолжи во аеродром, каде што покрај булеварот Видоја Смилевски Бато беа засадени 45 висококвалитетни дрвја. Од нив 30 дрвја од видот јасен се засадија во форма на дрворед, а 15 од видот јапонски цреши, украсно јаболко и обохус, како групно садење. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека во текот на овој месец Скопје ќе се зазелени со 2000 дрвја, додека пак во текот на целата година ќе бидат засадени 8000 висококвалитетни дрвја. Екипите на градот ќе искористат пролета да се обнови загубеното зеленило и да им се обезбеди на граѓаните повеќе зелени површини. Во текот на месец април градот Скопје ќе засади преку 2000 дрва, во текот на оваа година градот ќе засади над 8000 нови високоразвиени садници, со кои што ќе придонесеме за зазеленување на нашиот град, меѓутоа во исто време и за здравата животна средина и прочистување на воздухот. За садењето на дрва, за садувањето, за зеленувањето на градот, инвестиција на градот во здравите животи на сегашните, меѓутоа и на идните генерации. Скопје нема друга алтернатива освен да стане здрава животна средина. Делови на градот или во форма на дрвореди или да речам на мали, на микролокации, во текот на пролетва која што е пред нас ќе бидат хортикултурно уредени со ново засадено зеленило. Акции за зазеленување на Скопје како дел од пролетното засадување во моментов се одвиваат на 18 локации, каде што во изминатиот период биле исечени или воопшто немало нови дрвца. А есента беа засадени 650 нови садници на повеќе локации во аеродром Киселавода, Газибаба и Чаир. Во Скопје има околу 1400 неформални собирачи на отпад. Од денеска овие лица градот Скопје ги вклучува во формалниот систем. Како што истакна градоначалникот Петре Шилегов, идејата е лицата наместо да собираат од контејнерите, отпадот да го собираат од домовите на граѓаните. Од денеска градот Скопје превзема важен чекор кон решавање на проблемот со управувањето со отпадот и истото ќе има позитивни ефекти врз животната средина. Градот ги вклучува неформалните собирачи на отпад во формалниот систем за собирање на отпадот во Скопје. За ова беше потпишан меморандум за соработка помеѓу градот Скопје, јавното предпријатие Комунална хигиена, Ромски бизнис информативен центар во Македонија, како и Сдруженијето Go Green. Градоначалникот Петре Шилегов истакна дека со ова ќе се постигне формализирање на неформалните собирачи на отпад и нивно вработување. Во Скопје има околу 1400 неформални собирачи на отпад, а идејата е, како што рече градоначалникот Шилегов, овие лица наместо да собираат од контејнерите, отпадот ќе го собираат од домовите на граѓаните. Искрено верувам дека постои можност неформалните собирачи на отпад добро да се организираат и затоа цениме дека напорите на оваа иницијатива е дека истата ќе успее. Решавањето на проблемот со управување со отпад ќе придонесе за намалување на загаденоста на воздухот и ќе има позитивни ефекти врз животната средина. Шилегов додаде дека главниот инструмент што произлегува од овој меморандум е формирање на работна група, која ќе изготвува предлози за подобрено работење на собирните центри и методи за вклучување на неформалните собирачи на отпад, управување со пазарниот механизам и вработување на собирачите на отпад.
Во текот на минатата недела комплетно исчистена каналската мрежа во населеното место Мралино во должина од 2500 метри, при што се изградени нови канали во должина од 800 метри. Како дел од проектот чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали од почетокот на годината, досега исчистени се 11.300 метри од каналската мрежа во приоритетните области во општина Илинден. Во рамките на реализацијата на проектот изградба и подобрување на системот за зафаќање и одведување на атмосферски води во општина Илинден. Од општината информираат дека во текот на минатата недела комплетно исчистена каналската мрежа во населеното место Мралино во должина од 2500 метри, при што се изградени нови канали во должина од 800 метри. Паралелно со ова, покрај нивелирањето на теренот и чистењето на отворените одводни канали, поставени се и цевасти пропусти во должина од 30 метри. Со чистењето на постоечката каналска мрежа и изградбата на новите отворени одводни канали, во Мралино извршено е одводнување на површина од 670.000 метри квадратни, на која живеат 216 домакинства со 820 жители. Како дел од овој проект исчистени се 11.300 метри од каналската мрежа во приоритетните области на општина Илинден, при што се поставени вкупно 180 метри цевкасти пропусти, поради рамничарскиот терен на кој што се наоѓа општината, подложен на покачување на нивото на подземните води. Интензивно и континуирано се работи на одржување на главните, секундарните и терцијалните одводни канали, со кои се овозможува зафаќање и непречен проток на атмосферските води и високите подземни води, додаваат од општината. Хуманите граѓани и општествено одговорните компании помогнаа да се реализира големиот хуман проект на Црвениот крст на град Скопје волшебно великденско дрво. На детската представа и на подароците денеска им се израдуваат децата од Дневниот центар за деца со церебрална парализа Капиштец. Во пресред на празникот Великден, Црвениот крст на град Скопје трета година поред го организира настанот Волшебно великденско дрво за децата и младинците кои го посетуваат Дневниот центар за лица со церебрална парализа Капиштец. Лицата од центарот претходно ги запишаа своите желби на наменски картички, великденски јајца и заедно со волонтерите на Црвениот крст ги закачија на големото волшебно великденско дрво. Сите хумани граѓани кои го посетија великденското катче во трговскиот центар Рамстор имаа можност да ги исполнат желбите на лицата од центарот и да придонесат за нивна среќа. Ниту една детска желба не остана неисполнета, а желбите беа различни. Од патики, тренерки до мобилни телефони. Тие ги запишаат своите желби на наменски изготвени картичка во форма на јајца и заедно со волонтерите на Црвениот крст ги закачија на големото волшебно дрво поставено во трговскиот. Сите оние хумани граѓани, општествено одговорни компании имаа можност да поминат во трговскиот и да допринесат за среќата на некој од овие лица. И оваа активност е дел од активностите кои што ги имплементираме во рамките на проектот за поддршка и социјализација на лица со посебни потреби и деца сместено згрижувачки семејства. Владко Пицевски, дефектолог во Дневниот центар за деца со церебрална парализа Капиштец, вели дека овие проекти се од големо значење за сите 35 деца кои го посетуваат центарот, бидејќи представуваат можност за дружење, кое ретко им се овозможува. Во овој момент корисници на Дневниот центар се 35 деца на најразлични возрасти, значи од 4 години па нагоре, со церебралната парализа им е како основа на дијагнозата, а повеќето се со комбинирани пречки. Овие настани, значи, се од големо значење во поглед на социјализацијата за децата да можат да бидат изнесени од дома, да не остануваат, значи, во домовите само во Дневниот центар каде што добиваат третман и рехабилитација, туку да можат да излезат да се прошетаат во околината, да се запознаат, значи, со настаните што се одвиваат во самата околина и пошироко, како и луѓето кои што живеат да добијат повеќе видување, повеќе познавања во поглед на состојбата и можностите на нашите деца. Активноста е во рамките на проектот за поддршка и социјализација на деца и младинци со посебни потреби, поддржан од АД Комерцијална банка и Рамстор, каде Црвениот крст на град Скопје 9 години поред реализира различни активности со цел олеснување на животот и потребите на овие лица и нивна полесна интеграција во општеството. Веќе неколку дена е отворен огласот за користење на одмор на некои од македонските туристички дестинации за граѓани чии приходи во семејствата не надминуваат 22.000 денари. Министерството за економија за оваа цел има наменето 15 милиони денари, што значи дека околу 1000 граѓани кои први ќе се пријават ќе ја искористат оваа можност.
Голем број од македонските граѓани со акцент на повозрасната популација не се сеќаваат кога последен пат биле на годишен одмор. Ниските плати и борбата за опстанок од плата до плата едноставно не дозволуваат луксус од ваков вид. И додека дел од граѓаните одат и по неколку пати годишно на море, други пак плажа не виделе и по 20 години. Ова лето тоа ќе се промени за најбрзите кои први ќе аплицираат на огласот кој го објави Министерството за економија за користење одмор за работниците со ниски приходи. На овој оглас може да конкурираат семејства чии приходи не надминуваат 22.000 динари, а ваучерот за користење на одмор е во вредност од 15.000 динари. Ги прашавме граѓаните што мислат за оваа можност и дали би ја искористиле. Голем дел од нив слушнале за повикот за аплицирање за бесплатен годишен одмор и би се пријавиле доколку ги исполнуваат критериумите. Ужетно прашање само дали сте слушнале за мерката на владата за доделување на 15.000 денари за бесплатен одмор за семејства кои што имаат приходи помали од 20.000? Не сме слушнале. А дали би ја користеле таа мерка на владата? А колку рекоште Минимум 22.000 денари приходи кои што имаат семејства. Тоа не сме, ми сме малку над. Чака да не доаѓаме во обзир. Да. А кој е вашето мислење за оваа мерка што им се дава бесплатен одмор на корисници од социјални сервиси? Па у реду е, не може дека е позитивно од владата, што да чим се дава нешто е позитивно, кога се зема не е негативно. Па јас мислам дека е позитивно кога се дава на тие луѓе со мали пензии, дека е право. Чул сум, али не сум баш многу упатен. Дали сметате дека ова е добра мерка и дали би ја искористиле? Би требало да е добра. Дали вие доколку сте имале приходи помали од 20.000 денари би се пријавиле на оваа Би, мерка? би. Користеле? Би се пријавил. Дали сте слушнале за мерката на владата за бесплатен одмор за семејства со ниски примања? Не сум. Кое е вашето мислење за оваа мерка која што владата ја им овозможува на семејствата со ниски примања да отидат бесплатно на одмор? Па веројатно позитивно. Зошто да не? Дали вие би ја искористиле оваа мерка доколку приходите нели од семејството се по 20.000 денари? Веројатно би. Целта на овие проекти е да им се овозможи на лицата со ниски приходи да искористат годишен одмор и во исто време да им се помогне на туристичките центри во зголемување на обемот на работа надвор од туристичката сезона, се навидува во јавниот повик. Едно лице може да поднесе само едно барање за користење средства за организиран одмор. Потврдата се издава по принципот прв дојден, прв услужен, а може да се искористи најдоцна до 30 ноември 2018 година во угостителските објекти од пријавените за сместување. Министерството за економија за оваа цел има наменето 15 милиони динари, што значи дека околу 1000 граѓани кои први ќе се пријават ќе искористат оваа можност. Формуларите за апликација може да се најдат на веб страната на Министерството за економија. Во пресред на најголемиот христијански празник Великден во општина Карпош беа доделени 110 хуманитарни пакети за социјално загрозените семејства. Како што нагласи градоначалникот Богоев, пакетите се донираа од страна на граѓани на општина Карпош во рамки на хуманитарната акција Подај рака, донирај за твојот сосед. Во општина Карпош беа доделени 110 социјални пакети со прехранбени производи и средства за хигиена. Пакетите беа доделени во пресред на великденските празници, а се донирани од страна на граѓаните на Карпош во рамки на хуманитарната акција Подај рака, донирај за твојот сосед. Градоначалникот Стефан Богоев денеска им ги врачи хуманитарните пакети на социјално загрозените лица во урбаните заедници во Карпош 2, Владо Тасевски и Влае 1. Богоев ги информираше граѓаните и за социјалните права кои може да ги остварат во општина Карпош. Богоев нагласи дека локалната самоуправа нуди повеќе форми на еднократна парична помош за социјално загрозените лица, и тоа за лица во социјален ризик, за лекување, за новороденче, при елементарни непогоди, за лица со посебни потреби. Имајќи во предвид дека особено социјалната заштита е надлежност на Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа и ние како општина имаме сериозен број на активности преку кои што се трудиме колку можеме да помогнеме на нашите комшии, на нашите сограѓани овде во Карпош, да не чекаме само од Министерство за труд и социјала да ни се најде, туку и ние тука директно во секоја прилика и на повеќе начини да
да си помагаме. Оваа година најверојатно ќе успееме и да го отпочнеме проектот за хумана патрола, која што на повеќе начини, со ангажирање на служби од наша страна, ќе помага во вашите домакинства директно. И кај пензионерите, и кај социјално ранливите категории, и кај оние на кои што на вистина се им потребни имаат некаков хендикеп, наши служби ќе доаѓаат дома да ви помогнат да направат некои основни лекарски прегледи или да ви набават нешто од продавници или да ви покријат, да ви платат некоја сметка за која што вие не можете да отидете до пошта, до банка. Градоначалникот Богоев додаде дека општина Карпош ќе продолжи да биде силен партнер на маргинализираните лица, а најави и други проекти кои ќе се реализираат во предстојниот период. Започна аплицирањето на домакинствата за надоместување на дел од трошоците закупени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозори и за сончеви терминални колекторски системи. Огласот за субвенциите, што е објавен на 30 март, ќе трае до крајот на август годинава. Започна аплицирањето на домакинствата за надоместување на дел од трошоците закупени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци и за сончеви термални колекторски системи, информираше денеска Министерството за економија. Огласот за субвенциите што е објавен на 30 март ќе трае до крајот на август годинава. Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот прв дојден, прв услужен, се до искористување на предвидените средства за оваа намена. Надоместот на дел од средствата закупени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе може да го остварат лица кои во своите домови имаат купено и вградено ПВЦ или алуминиумски прозорци во период од денот на објавување на јавниот оглас, под услов да не го искористиле правото на поврат на дел од средствата за таква намена минатата година. За мерката за надоместување на дел од трошоците закупени и вградени сончеви термални колекторски системи во домакинствата за 2018 година, која се спроведува по 9 пат, буџетот изнесува 6 милиони денари. Условите остануваат исти како и претходните години, односно се надоместуваат до 30% од направените трошоци, но не повеќе од 300 евра во денарска противредност по домаќинство. За таа мерка може да аплицираат сите домаќинства кои имаат купено и вградено во своите домови колекторски систем во период на трајање на јавниот оглас и досега не користеле пари по тој основ. Барањата за искористување на правото за надоместок на дел од трошоците заедно со потребната документација треба да се достават во затворен плик до Министерството за економија на адреса Јурија Гагарин број 15 по пошта или во архивата на Министерството секој работен ден од 9:30 до 15 часот со назнака за огласот за кој се аплицира. По повод патруниот празник на Основното училиште Тихомир Милушевски во општина Ѓорче Петров, денеска во спортската сала се одржа свечена манифестација на која учествуваат деца со разни точки. Градоначалникот Александар Наумовски ги истакна врвните резултати и многобројните награди на училиштето и посочи дека и во иднина негова заложба ќе биде да се обезбедат одлични услови за квалитетен воспитно-образовен процес. Со свечена манифестација на која со разни активности учествуваа учениците, Основното училиште Тихомир Милошевски од општина Ѓорче Петров одбележа 31 година од постоењето. Учениците во рамки на одбележувањето на патронатот учествуваа на литературни и ликовни конкурси. Сите ученици кои со своето творештво го збогатија одбележувањето на патронатот, добија пофалници и благодарници за учеството. По повод одбележувањето на овој патрон празник во училиштето се организира литературни и ликовни конкурси на тема љубовта наша вечна инспирација. Одна што може да се пофалиме во изминатава година е тоа што нашето училиште учествува на бројни надпревари и достигнува многу високи резултати на државно, балканско, европско и дури на светско ниво. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски ги истакна врвните резултати и многобројните награди на училиштето и рече дека и во иднина ќе се заложува ова училиште да има одлични услови за работа и заедно ќе работат на афирмација на проектите. Општинската администрација, советот, јас како градоначалник, како и досега, силно ќе се заложиме и во иднина ова училиште, нашето училиште Тихомир Милошевски, да ги има сите неопходни услови што ќе обезбедат најдобро или пак пиедестално место за добри математичари, успешни спортисти, биолози, химичари или пак историчари. Великаните на човештвото придонеле преку изуми и општествено дејство да го променат светот. Да продолжиме да го следиме нивниот пример. И натаму заеднички ќе работиме на афирмација и на проекти со кои ќе се гордееме во ова училиште како дел од нашето Ѓорче.
а учениците секогаш ќе ни бидат наши најдобри амбасадори. Тихомир Милошевски е единственото училиште во Република Македонија кое го носи името на нашиот народен херој од Втората светска војна, учесник во народно-ослободителната борба и прв делегат во собранието на АСНО. Од денеска до 23 април на повеќе локации ќе се одржува Танцфест 2018. Во рамки на фестивалот ќе се одржат неколку премиерни настапи на македонски и странски уметници. Со танцовата представа Орландина, вечерава во Македонскиот народен театар во Скопје свечено ќе биде отворен Танцфест 2018, на кој ќе настапат уметници и компании од Франција, Швајцарија, Словенија, Австрија, Латвија, Литванија, Чешка, Полска, Унгарија, Словачка и Македонија. Пред отварањето ќе има музика на Крафтверк и учество на 90 деца од танцовите студија Break the Floor од Штип, пошто на францускиот уметник, танчер и кореограф Дидие Дешан ќе му биде доделена наградата Менада за врвни достигнувања во областа на танцот. Во рамки на програмата ќе се одржи и премиера на Скопје танцовиот театар Екзистирање на 11 април во МКЦ. Премиерите на Скопје танцовиот театар ќе бидат прикажани на 16 и 17 април на сцената на Народниот театар во Велес. На 13 април во Македонскиот народен театар во 18 часот првпат во рамки на програмата на Танцфест ќе биде прикажана современа танцова представа за деца и родители. Представата Зигзаг Пуф на швајцарската танцова компанија за деца Мафалда од Цирих. Детскиот блок продолжува на 14 април, кога во Домот на културата во Штип ќе се одржи така нареченото детско гала, на кое покрај танцови студија од Македонија ќе настапат деца од Холандија и за првпат деца од Кина. Од 18 до 22 април во рамки на Танцфеста во соработка со Универзитетот Гоце Делчев од Штип ќе се одржи програмата насловена Share, на која ќе учествуваат 9 европски академии и танцови универзитети од Австрија, Латвија, Литванија, Полска, Чешка, Унгарија, Словачка и Македонија. Повеќе од 100 млади уметници ќе гостуваат и ќе се дружат во Скопје и Штип, каде на сцената на Домот за култура ќе има 3 вечери со 9 танцови представи. Програмата ќе се затвори со гостувањето на француската компанија Покемон на 23 април во 20 часот во Македонскиот народен театар. Денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, температурата достигна до 22 степена. До сабота ќе има врнежи од дожд, за време на велигдинските празници ќе биде стабилно, суво и релативно топло. Утре се уште ќе биде топло, но ќе има повремен слаб локален дожд, а во попладнивните часови наместа врнежите ќе бидат поројни, проследени со грмежи. Врнежите ќе продолжат во текот на ноќта, во петок и во сабота предпладне, а температурата ќе достигне 21 степен. Поинтензивни врнежи се очекуваат во северните и источните делови утре и задутре. Во петок ќе дува умерен до засилен северен ветер, кој ќе предизвика значително опаѓање на дневните температури. Во петок температурата ќе се движи од 8 до 14, во сабота од 6 до 18, а во недела од 7 до 20 степени. И пред да се одјавиме уште една информација. Утре од 8:30 до 10 часот заради закажани технички зафати во електродистрибутивната мрежа. Без електрична енергија ќе останат корисниците од улицата Фрањо Клус број 4 во аеродром. И од 12 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од село Радуша, како и помпината станица во село Радуша, општина Саре. Ова беше и последната информација за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.